Приказната наречена македонска радиотелевизија почна да се плете пред 80 години и од тогаш цело е кога има се. Ние новинарите не сме ништо без колегите кои што години наназад ни се техничка и логистичка поддршка за овој производ да изгледа вака како што изгледа. Македонската радиотелевизија имала и ќе има професионални кадри кои низ годиниве беа задолжени за најдобрите и најквалитетните ТВ продукти. Само неколку од нив се одлучија за својата работа да зборуваат пред камерите, затоа што велат најпродуктивни сме зад нив. Оние кои што работеле низ годиниве во македонската радиотелевизија добро ги препознаваат нашите следни соговорници. Велам добро утро за Ацо Ристовски, поранешен раководител на одделението за дигитализација, и Миле Гроздановски, режисер. Добро утро и добре ни дојдовте. Дома, добре дојдовте дома. Добро утро. Имаме многу прашања, Ато, ајде ќе почнеме со вас. Кога го гледав, односно правивме резиме за тоа каде сте работеле се низ куќава низ годините. Сумираме: монтажа, раководител на одделение за магнетоскоп, графички дизајнер, поранешен раководител на одделение за дигитализација. Тоа значи сите можни скалила во 45 години работен век. Да, видите, македонска телевизија ни остана беше прва љубов и остана до крај. Значи ние од почетоците на македонска телевизија секогаш сме биле врзани за оваа куќа и по цели денови сме работеле, каде што не представувало работно време за нас. Дали ноќе, дали денски, дали празник, делник, секој дневно. И пак ќе повторам, љубовта останува и понатаму, и затоа ние толку години останавме во оваа куќа, лојални, и понатаму и сега, кога се веќе, да речеме, не сме во куќава, емотивно сме врзани, си ја сакаме оваа куќа ние. Така да, овој период што го кажете е голем период. Јас сум 45 години во македонска телевизија, од 76 година, каде што секогаш сме сакале да бидеме нешто подобри. Македонска телевизија од секогаш била, и сега ја гледам, нивото на македонска телевизија било на највисоко професионално ниво. Ние сме биле компатибилни, значи со технички и уметнички кадар, со сите телевизиски, можам слободно да кажам, со сите телевизиски куќи во Европа. А не збориме во рамките на поранешна Југославија, кај што имаше критериуми што да се земе, која техника, кој уметнички профил на луѓе. Секогаш прво беше професионализмот на високо ниво. И мислам дека и понатаму останавте и вие по нашите чекори да идете и да продолжите така. Убаво е да се слушне тоа, да. Миле, режисерот е една од главните алки, ако зборуваме за реализација на еден квалитетен телевизиски производ. Скалило по скалило и вие 38 години го учевте занаетот во јавниот сервис. Да ве вратам малку на почетоците, да ве вратам во едно време кога не живеевме со толку голема брзина како сега. Што и да завршеше на македонската телевизија, чекавме да видиме да го видиме тој подпис на крај. Јас преку тоа ве знам, Миле Гроздановски. Некако сега во овие брзи времења ретко се догледува нешто до крај, но ете фативме едно убаво време. Драго ми е што во тоа убаво време, во тоа време на творење, на создавање, на подигнување на јавниот сервис. Лично за мене можам да кажам дека сум припадник на втората генерација режисери, кои што протутна, се качија во возот и останаа долг период додека излегува на крај до пензионирање. Значи ги помнам сите моменти од старото студио во Нерези, од преселбата во Нерези, од купување на репортажни коли во Боја, од создавање на овие студија тука, од разигрување, од комуникации, од убави проекти. И секогаш, кога ќе сме се собрале како тим, како екипа, секогаш ни било убаво, еве и до ден денеска со колегата Аце, затоа што имаме оставено голем број проекти
кои што во тогашен аспект создавани, меѓутоа оставаат добра трага и денеска и може да се погледнат на нашите телевизори. Живееме во ера на дигитализација, но и пред неа многу технички, технолошки чекори имаше. Оние кои што работеа во куќава го памтат и квадриплекс, и юматик, и C форматот, и бета, и дигитал бета. И сега, она што мене ме интересира, бидејќи знаеме дека на сите овие форми се креираше ТВ производот, кој од нив лично ви беше најголем предизвик и од друга страна колкав предизвик беше преминот од еден во друг формат на работа? Не беше баш едноставен, затоа што ние почнавме прво со квадриплексот, тие се големи ленти, 2-инчна лента е. 73-4 година тие ги имаше, ампексови ги земавме, тешка беше монтажата и Миле знае на нив. Не е како сега монтажерите што знаат како се монтира, ќе се обележи едно место и 10 пати, 1000 пати ќе враќа. Тука имаше малку потешкоти, беше стручноста на монтажерот. Тешко беше затоа што ние предовме од филмски оддел на македонска телевизија полека почна да изумира и сегде во светот се премина на електронски оддел. Значи квадриплексот, да скратам, квадриплекс беше првиот што го земавме ампексов, потоа дојдова юматици. Значи, како технолошки се имаше напредок во светот, така ние го пратевме тој технолошки развој и секогаш зимавме технологија што е number one у светот. Потоа го земавме юматик, 3/4 инчни, па C формат, едноинчен. Со C форматот морам да кажам дека беше добар формат. Со него, 84 година, македонска телевизија, екипата на македонска телевизија, со двете репортажни коли, дојдовме на Олимпијата во Сарајево. Ќе проговориме нешто подоцна за низа, да. Добро. И потоа дојдоа бета машините, се тие аналогни машини. Бетата исто доста монтажи имавме на бета. Па еде на нов формат. Најголем скок направивме со C форматот, технички, технолошки, затоа што техниката ни дозволуваше повеќе можности отколку што бевме навикнати до тогаш. На големиот формат можете да направите еден рез или два. И тоа ќе го враќавте рачно, ќе ги местевте котурите по 20 кила тешка една лента и ако го утнете, тоа ќе остане така и не може да се поправи. А овде веќе дојдоа по автоматизирани работи, а се подобро тоа го знае, кога ќе имаше претопи, имаше многу готови програми направени кои што може да се користат. Имате видеомиксета со 1000 кусур маски и ефекти на нив. И тогаш почнавме, така беше како модерно да се користи и за музички емисии, новогодишни, да не зборам. И на крајот бетата заврши со дигитална бета. Тоа е. И тоа заврши и после тоа дојдоа дигиталниот оддел, ново време, вашето време на помладите, да речам, со компјутерите, што кај нас вработените многу, како сите да имаа многу познавање за компјутерите, па и таа беше сложена работа, обука, овона, ама си влегоа луѓето во штос и си функционираше безпреконо и така да сега остана компјутерски оддел на монтажа и на емитување и на програма. Моментот кога беше денот да се почне со дигитално емитување во куќата, нашите од техника располагаа само со еден компјутер и еден плеер, полумашина, позаемен од претходното студио што го имавме во големата зграда. TV7 беше тоа. TV7. Значи со тие две машини 24 часа секој дневно. Не забележи. Така, ама затоа што имавме такви луѓе зашто работеа така и затоа што го пренесуваа знаењето на. Само во една реченица пред да ги отвориме другите теми, затоа што имавме такви луѓе кои што работеа така, не се забележа ниту селењето во новата куќа, без прекин во програмата, целата техника, цел новинарски и технички кадар во новата куќа. Од нерези. Тоа беше испланирано и извежбано неколку месеци пред тоа. Никој не забележа затоа што ние веќе од тука емитувавме сигнали пробно во секој момент. Само едно копче беше во прашање,
програмата. Си отиде годината, се памти кога беше, јас знам затоа што бев во студијата и во режиите и во мастер. 84-та година беше тоа, се сеќавам. Ние претходно, можда не знам, година-две, имавме се снимаше во студијата овие сегашните двојка и тројка, а и плюс во Нерези се снимаше. Дури имавме еден магнетоскоп стајано во мастер, што е главниот дел на техниката. Тамо се снимаше и после се носеа на монтажа во Нерези. Ама денот кога се селевме, односно вечерта пред тоа, се згасна рефлекторот во дневно информативна и фигуративно, да речеме, на еден начин. Другиот ден се проложи програмата, никој ништо не примети. Сега ние знаевме, и дома знаеа како ни било. Дома знаеват, ние не се прибиравме цела ноќ, не бевме дома со ноќи, ама нема врска. Тоа си е љубовта и... Да, дел од професијата, апсолутно, да. Продукцијата на македонската телевизија низ годиниве лепеза од програма за сите генерации. И некако впечатокот на луѓето велат дека и денес се продуцира на македонските телевизии, македонска продукција, македонска програма, но велат дека некако жарот и ентузијазмот тогаш бил многу поголем. Би можеле да дадеме коментар на ова? Што беше тогаш што толку луѓето повеќе ги инспирираше, им даваше жар, им даваше ентузијазам да продуцираат програма која што денеска можеби и за жал веќе ја немаме на телевизиите? Тоа беше време на процут воопшто во тогашната држава Југославија, затоа што бевме се уште ЈРТ, затоа што функционираа сите центри Белград, Загреб, Лјубљана, Сараево, подоцна Нови Сад и Приштина. И имавме заеднички фестивал, секоја година се одржуваше најпрво во Блед, па потоа се префрли на Јадранско море. Моравме да создаваме програма за да биде во рангот или со тоа, или над тоа, или под тоа. Например, секогаш сме добивали на нашата документарна програма беше при самиот врв во ЈРТ. Останатите програми, детската програма, сериозната програма, забавна програма, исто така продуцираше доста во текот на еден месец, односно беше се испланирано, испрограмирано, цела програма за 365 дена, усвоена од нашиот покровител, Собранието на Република Македонија. И ние, како извршители, директно влегувавме. Редакциите не услужуваа со квалитетна програма, имаше квалитетни уредници. Ние тоа моравме да го поделиме за сите режисери, 35-37 имаше работа, да се договориме со техника, да ги поделиме техничките можности, која програма, со која техника, во кое време, како треба да изгледа. Мораше да се знае целокупниот технички потенцијал што го имате во куќата, за да замислувате некоја програма, ако не знаете дали може таа да се реализира, само ќе ви останат пусти соништа. Значи, мора некој технички да ве поддржува цело време и вие да ја правите таа програма. Останаа доста програми во фундусот или во складиштата на македонската телевизија, кои што во секое време ќе можат да дадат еден пресек на времето во кое што живееле и работиле повеќе автори, повеќе луѓе за една цел, се да се услужи нашиот гледач. Децата да гледаат дома македонска програма, образовните програми да знаат дека во Македонија имаме институти, научни институции кои што се занимаваат со таа област и тие емисии, играната програма, драмската програма остана како белег на нашиот ентузијазам и знаењето кое што го имавме. Знаењето кое што меѓу другото го имавте се покажуваше и на преносите. Македонската радио телевизија ги има направено
обемните преноси. Од учеството на Олимпијадата во Сараево и преносот на хокеј во 84-та година, 5 репортажни коли, од тие информации кои што ги знам, од кои што сигналот на нашата кола го користела американска телевизија. 79-та година Медитеранските игри во Сплит. Преносот на концертот на Карерас, па до моменти кои што не биле воопшто едноставни да се направат како пренос. Например, погребот на поранишниот председател Борис Трајковски. Тоа се мигови во кои што и емоциите се вмешани. Многу е тешко кога емотивно не можете да го издржите денот, да направите таков сериозен пренос. Без емоција, без она што ви го дал Бог како талент и без 99% работа, не можете да го направите тоа. Значи сме останувале по цел ден и ноќ, тие 7-8 дена, да речеме, за погребот на Борис Трајковски, да го искристализираме тоа, да го донесеме до после првиот ден, вториот ден, да го статираме дека малку ни се овие две репортажни коли што ги поседува македонската телевизија, дека треба да позајмиме коли. Позајмиме коли од нашите најблиски студија, од бугарската телевизија од Софија, од радиотелевизија Белград, од Приштина приватната телевизија 21 и нашите две, значи 5 репортажни коли со екипа од 150-200 луѓе негде, со договори, со преговори, со работка, со да не ги спомнувам сите луѓе кои што беа вклучени во тоа по име, по презиме, ќе ни треба многу време. Тогаш беше шеф на техника Калина Сливовска, со врски до сите коли од централната режија, од студио 3 преку мастер. Јас имав 5 линии на располагање со секоја кола да можам да се договорам. Па значи техниката. Од кај ги најдоа? Од армијата или од полицијата или ги позајмија? Тоа не е битно, али битно е дека тоа го завршивме успешно. Ама не е само тоа. Втор пат исто се случи пак со 35 камери од 20 години на самостојна Македонија. Пренесувањето на документите во музеот. Пак со истиот жар. Пред тоа има, за да се случува ова, имаше голема историја во директните преноси. Директни преноси се посебна категорија на програма која што бара концентрација, знаење, затоа што моментот кога иде таа програма е многу критичен. Имате полесни и потешки. Овој тип на емисии го сметавме дека се полесни затоа што имате сите услови на работа. Ако ќе отидете на терен, вие влегувате во малата кола со еден до други сите залепени и треба да ги добиете сите услови за работа. Например, кога се распаѓаше Југославија, преносите од Охрид. Секоја република правеше по еден пренос. Дебатна емисија на председателите, на Туѓман, Милошевиќ, Кучан, Диздаре, как се викаше Босанскиот, Глигоров, дали ќе остане федерацијата или не? Па тоа се клучни моменти кај што нема простор за грешка. Нема. Него се стравично одговорни. Апсолутно. Тогаш беа цела наша прва генерација режисери беше се уште на работа. Ми се обраќаат мене, ми викаат, вие ќе го направите тоа. Одам во Охрид, на секое дрво да можете вака да го стресете, по 20 војници и по 5 полицајци ќе паднат. Се, вие треба да направите пренос од тоа. Се е добро, додека не се договорите. Има уште една мала работа. Се случи незгода. Почна некаде бунт во Југославија, војската напад, ова, тоа. Стана сите, во директниот пренос. Ајде сега. Кајде сега? На уредникот му викам, сега што? Тој исто ги грева раците, зашто уредникот е тој што го прекинува и го пушта преносот. Тоа се изгуби малку сега во македонската телевизија, тоа треба да се врати назад. Мораме да го споменеме само кусаца моментот со позајмувањето на сигналот од нашите репортажни коли. Американците го искористија во 84-та. Да. Значи 84-та година на Олимпијадата
Зимската олимпијада во Сараево, МТВ учествуваше, како што реков претходно, со 2 репортажни коли, со комплетна екипа. Ние бевме стационирани во салата Скендерија на хокеј. Ние, например, хокеј, Македонија имаше порано некој хокеј, ама немавме прво, да речеме, поимаш прво правилата на хокеј кои се. А поготово кога ќе ти доат светски репрезентации, Советски сојуз беше у словенска групата на Југославија, Советски сојуз, Германија, Италија, Канада бе у друга група, и да ти рачунај Југославија играше у таа група затоа што беше домаќин, иначе не беше толку јако овакво. Ние, значи, претходно Олимпијата беше во февруар месец, ние отидовме 1984, ние отидовме декември месец, уште 20 дена на подготовка, беа репрезентативците на Југославија хокејарите, со нив да видиме како, што значи офсайд има у хокеј, имаше еден израз забрането, изфрлање, испуцавање и така натаму. И да скратам, толку квалитетно го правевме ние преносот, што до нашата излез од нашата репортажна кола зема спортскиот канал, мислам дека CBS беше американски, нивната репортажна кола беше до нашата. Комплетно нашиот сигнал го зема, без кајрон, без графика, да си стават они нивни, и на крај ни рекоа, перфектно сте го направиле ова. Значи, ништо не, они може да речат како што се они и суетни, ај ние ќе си правиме со своји овакво. Не, комплетно го зема и добивме доста пофалби за тој пренос. Исто беше и на Медитерански игри 79-та година, у Сплит. Медитерански игри 79-та, тоа е Олимпијада мини. Па рачунај Шпанија, Франција, Југославија, Грција учествувале и така натаму и така натаму. Тоа се работи што сега вака кога збориме од денешен аспект, ќе речат, абе овие се фалат луѓево, ама се факти што постоеле, мислам, што се видливи, сегде може да се види дека признание добила македонска телевизија за... Тоа е запишано, не е фалба, да, апсолутно, тоа е за професионализм. Специјална пофалница од фабриката Маркони од Лондон до цела репортажна кола, запишана. Имам уште многу прашања, ајде уште едно за крај, толку време ни остана. 8 часот и 59 минути, ајде што вели уредничката уште едно прашање, иако нема многу време за одговор. Оделението за дигитализација е нешто на што сме посебно горди. Мораме тоа да го споменеме, 12.000 часови дигитализирана архива на МТВ од 70-тите години, што е особено важно во насока на зачувување на тоа што е создадено. Да, во кратки црти, пошто ние можеме да збориме цел ден, толку имаме работи што случи, али во кратки црти. Значи, менеджментот на МРТ ме викна да се дигитализира архивата на МТВ. Јас не знаев во каква состојба се прво машините за репродукција, па лентите за преснимување, и морав да формирам тим, ми дадоа одрешени раце, формирај си тим, ја го формирав тимот, морам да ги спомнам овие луѓе, пошто стварно работеа перфектно. Дилавер Мустафа, перфектен монтажер, number one, што се викаше. Абсолютно. За жал почина човекот за време на работно време. Софија Макриовска, перфектен монтажер. Драгица Лазаревиќ, перфектен монтажер. И она почина за време на работниот. Не се меѓу нас, апсолутно, за жал, да. И Кирил Панчевски, му посакувам здравје, нешто не е добар со здравјето, ама се надевам дека ќе се поправи. Тој беше нашиот компјутер што се однесува до лентите. Број на лента, знаеш, на секоја лента што имаш. И тоа го средивме и 12.000 сати што ја гледаат гледачите на програмскиот на прв програмски сервис, на собраниски канал, на детски канал. Сите се, да речеме, тие 12.000 сати ефективна програма дигитализирана. Има уште 3 пати потолку останати во ДПО-та на МТВ и останати се така. 60 МТВ заокружуваме. Каква би сакале да ја видите во следните години? Зборувам из аспект на професионалците кои што ќе седнат и седнуваат веќе на вашите работни позиции, но и од аспект на гледач кој што гледа ТВ производ. Најпрво би сакал на сите оделенија во техниката да има раководител инженер, најмалку инженер, како што имаше тогаш, затоа што со таков кадар ќе оди напред цела продукција, сите желби на режисери, сите желби на редакциите, сите желби на гледачите да остават програма младите, која што ако би се правело за 10-15 години, некоја годишнина пак за 100 години, да има
со што да одберат, да кажат од ова време во кое што творите и работите. Посакувам успех, затоа што тоа е нашата телевизија. Исто ја ви посакувам успех, да продолжите по нашите патеки и да не надминете. И се најдобро, па викните не за 60 години, ако сме... Да сте ми живи и здрави, благодарам на Бога што ве имавме ние во македонската телевизија и што ни оставивте се со што ние сега се гордееме. Благодарам многу. Благодарам за поканата. Во 9 часот и 2 минути ние го најавуваме второто издание на вестите.